Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добро назад во новата епизода на подкастот на Слободен печат. Денес малку ќе поразговараме за една интересна тема која досега не сме разговарале со нашите гости. Тоа е ноќниот живот во Скопје. Сега ќе се посветиме малку и на други некои теми, бидејќи денешниот гост ми е многу драг мене лично. Тоа е мојата колешка Ана Јанева. Ти благодарам многу за денешното гостување. Како човек кој уште од своите тинеџерски години, да речам, се излагал, идел по журки, се журкал, се тоа, се поминал и до ден денес тоа го прави уште. Малку ќе поразговараме, ќе ни обясниш главните разлики според тебе кои се во кога си била ти во твоите тинеџерски години, која е разликата сега кога малце се сменети овие времења. Пете, баш со тоа можеме да почнеме за твоите први денови уживајќи во скопскиот ноќен живот, знаејќи дека и тоест оние кои не знаат дека ти беше и член од еден бенд, за тоа малку покасно ќе разговараме, па сега како музиката ти е баш една од твоите најдраги, најблиски нешта што си ги имаш во животот покрај сега кон новинарството. Па еде малку да ни подобјасниш за како било тогаш, рафли. Прво, секако, ќе разговараме, имаме за што да разговараме секогаш. Прво, ти благодарам на поканата. Секогаш огромно задоволство. Знаеш дека сакаме да си разговараме и надвор од работата и за работата, така што мислам дека ќе биде еден убав разговор. Имаме убави теми за зборување. Ако треба да направиме една ретроспектива или еден омаж на тоа како се живееше во Скопје порано, пред некои 20 на години, како се живее сега, грубо нема многу разлика. Има разлика веројатно во начинот на кој што се журкаат луѓето денеска и тогаш. Немаше толку многу места избор толкав како денеска. Имаше култни места. Во Скопје се излагаше на места кои што знача, за кои што се врзувавме сериозно многу, како не знам, на пример Зизи Топ, како Мусандра, местата во кои што сме движеле ние и се знаеше како почнува, одиш таму па завршуваш во клуб, значи немаше утка. Сега на пример во денешно време имаме само еден ноќен клуб во Скопје кој што функционира. Да. Тоа е Маракана и сега летната Хавана се отвара и тоа се тие клубови. Значи нема многу избор каде да продолжиш во доцните ноќни часови, утринските да не речам, да. И балет функционира, се разбира, до сабајле до кај 5 часот наутро, така што имавме поголем избор. Имаше некоја навика некоја рута која што сите ја следевме. Например, одиш таму, па се одеше на улицата кај што беа на времето Аркадија сендвичарата и се знаеше дека таму се оди да се јаде, па се продолжува некаде. И тоа се случуваше како цело корзо. Значи буквално се собиравме сите од градот и таму нема утка да не видиш тој што го сакаш да го видиш, ќе се сретнеш на сендвич во Аркадија после 12. Така што имаше така некоја рута која што ја следевме и не знам, бевме навикнати да се почитува некако различноста, се почитувавме сите без разлика кој што слуша. Сега имаме многу поделеност во однос на тоа. Нели? Значи имаме многу разлики, кој слуша турбо фолк се движи на едни места, тој што слуша рок се движи на други места, поп, хип-хоп и некако и самата публика е поделена. Не се мешаат многу. Тогаш немаше такви разлики. Сите раставме на иста музика, човече. Немаше толку многу разлики како сега. Се знаеше кој е изборот. Не можеше некој што оди во кафана да заврши во не знам, во Зизи. Не можеше. Не се мешаа работите едноставно, се знаеше, тоа се тие кругови и навистина беше убав ноќниот живот. Убаво се живееше во однос на културно забавниот пак. Исто така беше различно, ние имавме идоли во однос на глумци, музичари. Значи, ако одиш во театар, не завршува со представата се. После тоа обавезно се стои позади, без разлика кој театар, позади сцената, кај што излегуваат глумците, па се запознаваш, па се дружевме, па имавме прилика да продискутираме на темата за представата, како секој да си каже своје мислење,
поинаку беше. Сега некако ми е многу стерилно тоа. Одиш на представа, завршува представата, си одиш дома. Не, имаше дружби и тоа беше различно восприемање на културата. Се зборуваше за тоа што се случува во културата. Зборувавме многу, си пренесувавме искуства, впечатоци, како си поминал, што си поминал. И на концерт исто. Значи, малку беше различно, меѓутоа не, ајде сега да не гледаме дека е се така црно и сега е убаво. Има многу настани, она што го правам јас во емисијата секој ден. На вистина има многу настани, меѓутоа пристапот е друг. Значи, сега гледам културните настани што сега се организираат, секогаш има некоја порака, некоја позадина, некаква свесност да се покрене. Да. Последен еден настан кој што сега го читав баш беше да се покрене свесноста за тоа да се искористат напуштени објекти. И интересно. Да. Тоа е многу битно и навистина, бидејќи ни Скопје, знаеме сите неколку ги има места напуштени згради каде што ети најчесто бездомници и користат за да преживеат во зимските денови, но навистина треба некако барем не тие што се поголеми, што ни се попознати на нас од градот, барем да се искористат за некој таков настан. И зашто точно се станува збор кога збориме за ова? Значи тоа се објекти кои што не функционираат, се напуштени, баш така ги користат бездомници, како и или како јавни тоалети се користат за жал, да се искористат, да се пренаменат за како културни центри. Да се употребат, на пример, младите би правеле, не знам, работилници таму, би цртале, би сликале, би правеле проби, било како културни центри кои што би можеле да ги употребат младите во било каква насока. Значи дали таму после ќе се организираат изложби или не, или концерти, небитно. Меѓутоа да не останат тие објекти така да скапуваат и никој да не ги користи. Зошто? И сега се е така во некоја насока да се разбуди и да се покрене младината што повеќе да се сврти кон уметноста, кон културата, кон креативноста, да бидат покреативни, затоа што да не ги губиме младиве по некои лоши патишта, сега да не звучи многу возрастно, ама да, но дефинитивно е баш и кога го спомена тој процес на како било во твоето детство тоа излегување и сега до некаде тој процес е задржан, знаеш, одиш во паб, во кафич, таму почнува вечерта нормално, па после продолжаш во диско, иако како што кажавме, тој број на дискотеки на ноќни клубови е значително намален, но пак ќе речам дека за секој што се одреден на еден стил на музика, како што сега се слуша, за секој има по едно место и тоа е лошо. Сега ако идеш на едно место, ако слушаш рок музика и ако одиш во Маракана секој петок сабота, навистина веќе ќе после 2 месец, 2 досадува веќе. Го научуваш и репертарот и не ти е веќе интересно, да. Така ни беше нас пример како во средно кога бев, имаше на дискотека кај Млечен, сигурно што ми се луѓето кои што ми се годиште ќе ја памтат Вокснокниот клуб, значи таму идевме као секој петок сабота беше истата журка, истиот диџеј, истиот репертар. 1-2 месеци зимна дискотека беше тоа зимото, го поминавме таму. Потоа следната година пак кога видовме дека истиот диџеј ќе биде истиот сетап, истото се бевме као не си исплати да се оди кога веќе знаеш и што ќе се пушта и што и кои луѓе ќе одат веќе и некако едноставно досадува, така што тоа кај мене е единственото нешто што ми пречи. Дефинитивно се согласувам дека поделеноста постои многу, као нема да видиш некој народњак што слуша народно да го видиш во Маракана или во не знам во Епицентар или кај да има хип-хоп или рок журка или било каква друга, но некако не е тоа омразно, некога таа поделеност ги направи младите и толку да не се више отворени за дружба и тие некакви стереотипи што често се појавуваат, пример во парк се знае одма тие стереотипи дека и знаеме сите какви деца излагаат во парк. Да, таму се наркоманите. Да, во аеродром знаеме какви излагаат тие се селјаци едно друго. Јас верувам тоа лично ме навредува, така да не се согласувам. Ти си дромка, да. Тоа дефинитивно е лош стереотип, но пак ќе кажам, таа поделеност кај младите е една од причините и зашто се потребни уствари да се има некои такви настани каде што ќе се на еден начин ќе се зближат младите, како што рековме, како што го споменавме со овие работилници или едно друго или дискотеки или клубови што и да бидат, бидејќи навистина кај младите треба да има некоја поголема, ајде да не речам соработка, но еден начин на
културно се издигнат, бидејќи на вистина Така е. видовме, имавме еден доста бум направивме на Инстаграм пред некоја недела кога беше празникот за Свети Кирил и Методи, видовме дека многу и страшно и што повозрастни имаше, но и за многу Да. млади што не знаат уствари кои се тие празници. Да, Затоа тука е тоа битно многу според мене, а верувам и ќе се согласиш дека треба младите, кога сме кај младите, поготово и ти имаш две помлади керки, ќе знаеш и ти како е, треба да ги знаат, да се знаат тие основни работа. Не мора да биде тоа за Македонија, општо за себе лично, Така да си е. се издигнат на културно ниво. Така што верувам дека тие работи ќе бидат многу битни. Исто така и да се надоврзам за ноќниот живот денеска во Скопје, тоа што многу мене ми е интересно и навистина. Еве, јас лично како имам 25 години, но некако се осеќам како burnt out веќе, како да доаѓа петок, сабота, немам живци, немам сила за излагање, за главење до 5 сат, а тие нема да спомнуваме години. Тотално различно на спортивна страна, еуфорија, излагање, како успеваш? Тоа многу ме интересира и секогаш сум те прашал и пак не можам да си доловам. Не, мислам дека е тоа веројатно до карактерот на човекот. Јас сум так хипер човече, значи знаете и на работа и сакам да сум цело време во движење. Сакам да ми се случуваат работи, од секогаш сум бирала работи кои што се движечки, кои што внатре вклучуваат луѓе, многу настани, да се посети, да се стигне секаде. Не знам, едноставно имам енергија затоа што пред се многу сакам луѓе. Многу сакам луѓе, многу сакам да дружам со луѓе, многу сакам да гледам настани, многу сакам култура, уметност, многу сакам да се забавувам и некако, не знам, имам проблем со спиење. Тоа е дефинитивно еден добар начин како да се подобри проблемот со спиење, журкање, тотално спротивно, идеш у... Не може, јас знам да се вратам рано са бајле, кога веќе треба да си истоштен и да заспиеш и да легнем и не ми се заспива. Не ми се спие едноставно, имам енергија, некоја вишок енергија, не знам. Значи, сите оние кои што имаат вишок енергија треба да се обидат да истрошат на друг начин, не да се излегува ностоп. Така да не е тоа некој добар совет дека треба да се излегува и да се журка ностоп. Има начини на кои што треба да се истроши енергијата, меѓутоа дефинитивно е до карактерот на човекот. Едноставно сме различни. Некој има такви домашарчиња, да ги речам по народен јазик, сакаат да седат дома, сакаат да бидат во интимно друштво, да не шетаат многу, да се забуваат. Јас сум контра на тоа, сакам да бидам цело време меѓу многу луѓе, да се случуваат работи. Ме интересира, едноставно сум љубопитна по природа, се ме интересира, сите муабети ме интересира. Јас знам да влезам во автобуси, да ме интересира што муабет прават тие таму на соседната. Види, тоа е новинарското Да, сега мора тоа е да новинарството бидеме во мене, реални. да. И јас Да. до негде сум таков, но баш и јас кога ќе излеземе и со другари и со друштво, значи таква и мојата генерација, некако ковидот поготово тоа не уништи кај нас, се често на подкастов го споминам скоро секоја епизода за различна причина ковидот, пандемијата, но на еден начин тоа не изнамошти, но психички пред се, физички не, нормално, но психички некако тие 2 години кога тогаш баш привршував со факултет со моите додипломски студии и баш тие се тие години каде што знаеш, ние немавме ни како си абсолвентска забава, немавме такви работи, за neki има многу полошо ги снајде помладите од мене, например матурантите што нема ни екскурзија ни матура, тоа беше уште потрагично, така да не се жалам до толку, но тие 2-3 години кога ги поминавме затворени дома, тогаш свативме дека уствари кога можеш дома да се собереме дома или да се собереме негде на пиво, да излеземе, па после дома да се приереме, кога е многу по-окей, него да главиме сега пак секој викенд до 3 до 4 сат, како што сме правили некогаш во средно или пред пандемијата, така мислам дека и тоа игра една многу голема улога, што ете, не знам, и сега кога ќе излеземе, кога ќе многу се смееме често со другарија, кога ќе видиме некој малолетници, кога знаеш дека е малолетник, се гледа дека е малолетник и кога пробуваат да влезат во дискотеките, и тоа ми е малце и флешбекови ми се враќаат, и тука тоа ми е можеби најинтересниот дел од журкањето, бидејќи не знам, и пак журкањето кај нас некако менталитетот кај младиве не ми се совпаѓа стари со тоа како треба да се журка. Верувам пред 20 години спомнати
нит го интересирало некој кој е околу него, како се однесува некој. Не, воопшто. Тука сега Воопшто. оваа младина има таков некаков грешен, ај да не речем, да не го наречем грешен, но некој менталитет каде што појбитно му е него да го видат, што пие, што прави, Така е. отколку Така е. убаво да си помине. Така е. Ние никогаш не сме се замарале, не се преоптеретувале со тоа кој како изгледа. Немавме тогаш мобилни телефони, не беше битно каков телефон имаш, не беше битно каква кола имаш затоа што одевме пешки. Значи сме знаеле, едно време се излегуваше во лептокарија карпаш 4. Значи одиме од аеродром до таму пешки и одиме и се враќаме. Нема автомобил, нема коли, нема автобус. Едноставно дружбата ти е додека пешачиш од точка А до точка Б. И се прават муабети, сме оделе по 10-20 луѓе заедно. Значи, различно беше, никому не беше битно како изгледаш и што. Јас сега ги гледам децава се договараат пред да излезат на искачање, се договараат што ќе носиме. Ваму се носи ова, ваму се носи ова. Ако одиме у Дебармало треба малце да сме по фенси, ако одиме у Бисер, окей, можеме и по кежуал да се облечеме и они имаат дрес код за секаде како треба да изгледаат. И ако ти не се облечеш по тој дрес код, онда сите те осудуваат, покажуваат со прст. Аха, види ова како се облекла, овој како се облекол, вакви патики треба да се има, значи ние не сме го имале тоа. Веројатно тоа ни дозволувало повеќе да бидеме своји, да не се униформираме како што сега младите знаат да го прават тоа. Сите по исти терк, во ист калап. Буквално онака кога ќе ги видам кога се шетаат ете така пред Бисер, има некоја убава навика да шетаат децава, ги гледам, излегуваат, буквално се како од калап излезени. Не можеш да ги разликуваш, они се сите во сини фармирчиња, јакнички, значи буквално се едно на друго нема разлика. И сега тука доаѓа и вкусот за музиката, нели се наметнува тоа без оглед на тоа. Јас на пример многу сум внимавала на тоа децата да ги образува музички, нели да слушнат тоа што треба да го чујат во додека растели, да слушнат квалитетна музика. Џабе? Џабе, пак се навраќа на тоа што пак се претопува во масата, значи не може ако не ја слушаш таа музика која што е општо прифатена. Најчесто е шунт, меѓутоа нема да навлегуваме во тоа, легитимно право е на секој да го избере она што сака да го слуша. Меѓутоа се претопуваат. Нема ретки се оние деца кои што можеш да ги видиш дека слушаат нешто друго, избрале малку различно, слушаат, не знам, се што не е шунт. Значи, тоа калапење на младите, тоа влегување во еден терк, сите каде што ја го губат личниот печат, тоа не ми се допаѓа. No. Значи, од една страна тоа, а од друга страна двојање. Значи, ако ти не си од моја, тогаш не се спојува. Или да. Но ова мислам дека со годините е многу битно. Например, јас кога бев помал и кога бев пред средно и основно, и татко ми исто како и те, моите дома пробува исто да ме едуцираат за музика, но тоаш не сум ги послушал, но еве 20 години, не 10 години подоцна, се навратив на тоа. Јас моментално не слушам ништо што е актуелна музика. Јас ја слушам тоа што некогаш пред 10 години кога сум бил дете, кога сум имал 15-16 години, тоа музика што ме пуштал татко ми, таа ја слушам сега. Так. Значи зборам култна музика, е поп, рок, 80s рок, 90s рок, 70-ти. Као таа музика, така да те советувам да знаеш дека тоа еден ден можеби во година ќе се врати. И скоро се согласувам на тоа дека таа поделба кај младите е многу сега, како што споменавме, многу е по очигледна. Токму го спомна Бисер, таму има секој што живее во околината на Бисер знае што она милион деца, толку деца и ние сме излегувале во Бисер, но до тој степен не сум видел толку деца од наша кога бевме ние деца, но пак ќе кажам таа поделба што викаш ти или слушаш шунт или и пак онма уште од мали нозе ние пример сме се делеле во наводници, веќе во кога доаѓаш средно, више средното образование е тоа каде што прв пат, да не речам, се дела деца, но сега уште ги гледам уште од основно, значи или слушаш српско, или си
како што ги викаат во наводници да не сватат погрешно џанаци како што ги викаат, ти слушаш Или не знам секташи. там или секташи, Така да ги тие се викаат, многу да, погрдни да. зборови Да, што да, што наистина се доста погрешни што може да повредат Ама како не? нечуи чувства бидејќи сепак станува збор за деца правиме муабет. Ама избор на музика на крај, зошто ги ставаш во некоја категорија толку погрдна, толку погрешна, деца затоа што избрале да слушаат различна музика од она што го слуша Грото. Значи не е во ред. Така што мислам дека тоа е проблем кој што потекнува повторно од дома. Да. Значи, воспитувањето на децата треба да биде база во однос на тоа што ние ќе видиме после тоа и во град, и во општеството, и понатаму како работници. Значи, мора да започне дома. Не можеме ние да очекуваме дека нив во школа ќе ги научат како треба да се однесуваат и каква музика да слушаат и дали да се двојат, инклузија на различност на се што треба да го прифатат они како дел од современо демократско општество кон кое што целиме сите, нели? Да. И сега, ако ние дома не ги научиме децата на тоа, дека треба да ги прифатат различните од нив, тогаш како очекуваме дека општеството ќе ги научи? Нели? Тоа е малку поголем залак за општеството. Иако има заложби, има труд. Ете, токму со тие културно забавни настани, уметнички настани кои што цело време целат на тоа да се крене свеста, да се покрене свеста, да се прифати различното. Инклузија на оние кои што се различни. Значи, буквално секој еден настан има позадина, има цел да се покрене свеста. Значи, меѓутоа јас сум за да се почне од дома. Од дома, да, дефинитивно. А на кога сме веќе кај музиката, морам да спомнеме ти покрај тоа што новинарството ти е. Постари, не знам, тоа сакам да те прашам, која ти е прва љубов, новинарството или музиката? Тоа е многу интересно бидејќи си некако склоп од двете професии. Да, и некако секогаш паралелно ми одело тоа, бидејќи пеам од многу мала, значи баш од кога сум почнала од прво оделение, знам дека уште во прво оделение, кога имаше аудиција, кога правеа за Златно Славиче, ми избра да пеам песничка, ама многу се сраме. Да, и тогаш бев онака, доволно ми е само во хор да пеам, каде што нема да се истакнувам, ама некако го надминав срамот, па преминав и пред камерите и пред микрофонот, така што го надминав тој срам. Ама одеше паралелно. Значи, покрај тоа што пеев, по хорчиња, секаде каде што можев да пеам, знаев дома да си се снимам, буквално да снимам најави, како си најавувам гости, како се. Така што и новинарството, меѓутоа во таа, нели, во оваа форма која што сега го работам, интервјуата, видеоинтервјуата, од секогаш ми биле љубов. Сакам да разговарам, сакам многу да прашувам, тоа и во друга прилика сум говорила. Значи, секогаш имам подпрашање, да допрашам нешто. И вака и со обични луѓе кога разговарам, секогаш ме интересира позадината на приказната на луѓето со кои што разговарам, така што некако паралелно оди таа љубов. Музиката и новинарството ми е баш може да се најдат едно со друго. Некако, ете, ако новинарството си го насочам во тоа да ми биде главна тема музиката, тогаш е супер. Да, и баш ме интересира, бидејќи ти беше и дел од бенд, како што напоменав на почетокот, па ете, од тој аспект малку и за нукниот живот и за свирките и за во споредба со овие денешни бендови на кои одиме често со колегите од работа, една споредба како беше животот во бенд во тоа време? Јас бев дел од, веќе сигурна сум дека сите знаат, Пеперминт долги години. Тоа е авторски бенд кој што се уште функционира. Значи, имавме многу свирки. Сме имале многу настапи, буквално низ цела Македонија. И мислам дека уште тогаш започнувал оној проблем на недоволно доволно голема сцена. Мислам дека проблемот кај нас во однос на тие свирки и на тие концерти е тоа што ние сме мал пазар. Музички многу мал пазар имаме. Значи, она што е дозволено е еден концерт во годината да направиш затоа што повеќе. Ако свириш авторска музика, правиш концерт и што е следно. Значи, кавер бендовите, да. И тоа треба за да можеш да успеш да имаш неколку репертоари, затоа што ќе се здосадиш онај муабет што го правевме. Значи, мора да имаш неколку репертоари па да свириш. Сега, проблемот со тие нокни свирки
на кавер бендови кај што не се свири авторска музика, бидејќи мора да се направи граница. Различно е ти да направиш концерт со авторска музика, тоа чини многу повеќе, бидејќи тоа треба да се подготви, некој треба да ја напише таа музика, треба да се сними, треба да се испродуцира и тоа чини многу повеќе отколку да музичари да седнат и да спремат некој песни као кавер верзии на познати песни и да ги отсверат во локалите низ Македонија, Скопје, небитно. Проблемот е во тоа што многу паѓа цената. Значи, не се исплати да отидеш за некој, сега нема да спомнувам суми, меѓутоа за некои смешни пари, да потрошиш толку енергија, време, инструменти, се вложува и во тоа, за да ти дадат некои смешни пари. Прво не се живее од тоа, никако не можеш да обстанеш да ти биде тоа као као главна професија музиката. За жал. Од таков тип збора музика, нокни свирки. Второ, немање доволно локали каде што може да се свири, нели? Едното исто пак ќе се кружи едното истото, круг ќе се врти, второ, секогаш е онаа варијанта, ти договараш свирка и те прашуваат колку луѓе сте, 5 луѓе. Како бе, што правите 5 луѓе? Па имаш, не знам, имаш штапан, имаш гитар, имаш бас гитар, имаш вокал, имаш бек вокал. Па добро, има едни со матрица. Ќе се надрава, тоа е проблемот. Ќе им даде, мислам, ќе ги плати многу помалку затоа што немаат. Сега, квалитетот на таа и таа музика е многу различна. Не се споредува, значи живи инструменти, затоа јас никогаш не преферирам да отидам на свирка со матрица, туку сакам да чуем живи инструменти. Значи различно. Меѓутоа за публиката по друга страна, мислиш дека ми менува? Не, реално. После 3 пива ништо. Ништо, не знаеш кој ти пее, ни кој ти свири, Да, не е многу важно. Меѓутоа за оние кои што љубители, вистински љубители на музиката, што уживаат во музиката, и тоа како менува. Значи прво и основно жално е да немаме джез клуб. Да. Ова секогаш го споменуваш, секој ден го споменуваш. Мислам, прежално е да немаме джез клуб во Македонија. Немаме во Македонија, само во Скопје, немаме во Македонија, имаше во Охрид джезин, имаше джез клуб кој што летно време функционираше. Сега веќе не знам, не сум била баш 2-3 години во Охрид за да знам дали функционира уште джезин. Меѓутоа, и тоа беше тоа. И тој функционира, да речеме, летно време, едва, и затоа што тогаш има, нели, туристи, повеќе овакво, веројатно преку зимата и не функционира. И тоа е катастрофа. За мене тоа е катастрофа. Ние да чекаме Националниот джез оркестар да направи концерт за да можеме да слушаме добар джез. И немаме джез клуб во Македонија. Значи, тоа се тие некои работи кои што се провлекуваат. Од истите причини. Значи, прво е мал пазарот, немаш кому ти да концерти на секој 2 месеци да даваш, затоа што едноставно не сме, не знам колкава земја, па да можеш да направиш една турнеја. Пак тоа е мал пазар, нема каде, нема на кого. За жал, најчесто тука се продаваат регионалните, балканските звезди, артисти кои што се слушаат и окей, она што го кажав и на почетокот, легитимно право кој што сака да слуша. Секој што сака да се слуша баш. Баш и кога сме кај овие, кај регионалните и кај нашите звезди што се артисти, не мора да се само артисти, може и глумци, баш ме интересира за твоето омилено интервју, ако можеш едно да ни издвоиш. Имаше многу, знаат гледачите сигурно сите што ќе ги видите повеќето од попознативе пејачи на Словен печат, да знаете дека колешката Ана ги интервјуира и секогаш вади некои интересни поенти и прашања, па баш ме интересираше од твој аспект кој би ти бил, да не мора да ги ограничуваме, ама кој би ти бил омилен од интервјуата што до сега сум ги направила? Да. Со кој ми била омилен интервју? Тоа е многу тешко и сега сите оние што си во принцип тие што си ги интервјуирам ги знам, нели, колеги, дали биле музичари, дали се актери, не е битно. Веројатно некој ќе ми се налути ако нели моето беше најдобро. Не, имам неколку интервјуа. Мислам дека едно од поомилените интервјуа во последно време беше со Вера Љубојна. Затоа што со неа имам растено и музички и приватно и баш онака евоциравме некој спомени, се потсетивме на некои времиња како и она започнуваше во таа музика, како
сме растеле музички и мислам дека од последните едно од омилените ми е тоа, а инаку вака генерално, па не знам, имало стварно многу тешко прашање ова како. Знам, сори, ама ајде викам да те ставам да Ето од последните Вера Љубојна стварно едно од омилените. Фанк шуј ми се секогаш, морам да ги споменам и тоа и знаете и вие сите. Секогаш интересни за интервју, еден од моите омилени бендови исто така како музичари ги сакам. Така да не знам, имав едно интервју кое што не беше видео интервју, него беше пишано за весникот, да, со Кокан Димушевски. Да, исто, добро. Едно од Legend on the Scene, да, легендарен човек и музичари се. Така Баш ме интересира, ни кажа кои ти се омилени, а може би за Dream Guest, кој би сакал да ти биде? Не мора да е од регионот, од Македонија, може да е било каде од светот. Пол Маккартни, ја би сакал тоа. Има еден многу интересен conspiracy theory за Пол Маккартни, не знам да сега да не навлагувам премногу во тие муавети, но некојаш така знам да кога ми е досадно најшер, не знам што правам, conspiracy theories, као за Пол Маккартни дека бил заменет од клон во 70-тите, 80-тите. Тоа е многу језиво, но да стане тоа за друг пат муабет. Ма јас не верувам у тие така. Не, ја не верувам, ама знаеш, ќе те заинтересира некојаш и ќе си речеш what if, као стварно ако се случи тоа, ама тоа би било одлично интервју, као замисли Пол Маккартни да го интервјуираш, као. Тоа е дрим интервју стварно. Мислам затоа што и Битлси ми се еден од омилените бендови на сите времиња, најдобрите. Па баш тоа сакам да те прашам со сега конкретно кога сме кај Битлси, со каква музика имаш израснато, баш ги спомнав нив, ги спомна и неколку од нашите артисти, со каква конкретно со каква музика? Знаеш како оние што ме познаваат знаат дека јас буквално веројатно и не постои освен морам да кажам дека освен турбофолк, само тоа не можам да слушам. Океј, као добро. Мојот професор по естетика викаше на филозофскиот факултет викаше за да слушам таква музика треба да ме буквално во буквална смисла физички да ме врзат и да ме казнат да ете така јас некако. Инаку буквално секаков тип на музика. Јас и имам пеено секаков тип на музика. Од изворна македонска која што многу ја сакам и почитувам. Значи Вања Лазарова и цела екипа натаму од кој лично сум учела, до рок, до панк, до метал, мислам, знаеш, сме се дружеле и сите се онакви добро. Што преиш од джез концерт завршуваш на метал и ги знаеш текстовите при тоа песните. Значи буквално сум растела со секаков тип на музика. Се што било музика ја сакам да го чујам. Се што е нова музика сакам да ја чујам, да испитам што е ново, што особено нова музика многу сакам да слушам. Светска музика, она што светска музика зборувам традиционална од различни делови од светот. Значи нешто што се случува на пример во Оффест. Еве Оффест го имаме за некои 10 дена. Секогаш сакам да го посетам баш заради тоа што има различна музика. Не можам да речам сум слушала или многу сакам само рок или само ова или само джез или баш се сакам да слушам. Се што мене ми се допаѓа, јас знае да ми се допаѓа многу музика. Да, кога сме кај македонската музика, колкава е разликата според те, мислиш од бидејќи ние кога растевме, јас растев со Тоша, со Каролина, со тие Владо Јаневски, со тие баш оние евергрини кои секогаш ќе останат запамтени и во генерациите кои допора ќе ни доаѓаат, но споредбено со сцената сега, која е според те најголемата разлика, дали тоа се парите, комерцијалноста која е во музиката моментално. Не дека тогаш не било, но барем се искористувала или се правила на друг начин, нека се представувала на јавност. Тогаш можеме да кажеме дека тогаш имавме музичка сцена. Сега малтене немаме, за жал. Нема артисти, нема нова музика. Не знам, јас многу ретко слушам нова музика. Или веројатно не излегува. Или веројатно немаме се е оставено на социјални мрежи, што во ред не викам дека не е сериозна платформа за да се пласираш и да се промовираш, меѓутоа порано имавме музички емисии, музички магазини, музичка критика. Го помнам Skynet, тоа беше, така си каже телевизијата? Тоа го помнам, значи тоа беше MTV за Македонија и тоа беше секој сабајле, тоа се кога нема што да слушаш, тоа се слушаше, ама тоа веќе го верувам дека го нема, не знам, ама мислам нема. 100% нема. Мислам дека не. Мислам дека не. И сега некако пази, еве и социјалните мрежи. Ти не следиш се, следиш тоа што тебе ти се допаѓа.
Нели? Значи, сигурно нема да следам некој жанр кој што не го слушам, а таму има некој нов артист, Да. некоја нова музика. И затоа немаме сцена, затоа што нема каде да се пласира тоа освен на социјалните мрежи. А таму кој го видел, кој не го видел. Значи, веќе немаме радиохитови, класични радиохитови. Немаме фестивали, концерти каде што ќе може да се представат сите тие пеачи. Порано беше друго, имавме се доделуваа награди, 12 величествени. Мислам, имавме Скопски фестивал каде што сите тие пеачи, звезди, музички звезди може да се представат со нова музика, нова песна. Секоја песна стануваше хит, се вртеше на радио. Значи, сега тоа го немаме за Сега жал. ептен ради законот што е за македонска музика на радија, па ептен у 7 сабајле кога никој не слуша ќе провртат нешто, македонски музики. Да, тоа е дефинитивно проблем и баш кога во претходната сезона баш кога правев мовет со Дина, и токму со Дина Јашари, токму таа е еден од многуте македонски артисти кои она самата ми го кажа тоа повеќе ме познаваат во странство него дома. И тоа е за жал. Тоа е, и многу од овие нови што се вртат сега артисти се прославени во Србија, во Бугарија, во соседни држави, бидејќи како што кажавме тука е дефинитивно мал пазарот. И мал пазарот и немаат платформи едноставно. Нема еве ќе извадат нова песна, нов спот, каде ќе го промовираат? Ма сериозно, нема каде, нема емисии, нема сцена, немаме сцена, што е жалосно за младите музичари и плюс тоа чини. Да, дефинитивно. Тоа чини, треба некој да инвестира во тоа, треба да им се даде на тие некаква помош. Кога би функционирало се, кога кај нас би се вртелела музиката, па кога они од тантиеми ќе се земат пари, нели од авторски права. Па тие авторски права би требало да покријат една месечна плата, за да тој музичар живее од тоа што создавал музика. Тогаш би било се поинаку, ама таму некој розов свет. Да, дефинитивно, Тука не. дефинитивно. Да, навистина музичката сцена е она трагична кај нас има примери, сега нема да именувам, но има навистина познати македонски артисти нови кои работат и сосема друга работа, кој е економист, кој е во кафич, кој е на друго. Така што наистина е жално што ете од толку примери околу нас во соседни држави барем да сме се фателе за нешто добро и позитивно, но ете се надевам дека во иднина можеби тоа. Не, добро, јас секогаш сакам кога разговарам со младите луѓе, не треба да губат надеж. Значи, музиката, уметноста веќе сега во денешно време не мора да застане тука во Македонија. Нели? Може да се презентира на секаде во светот, може да патуваат, само треба да не се откажат од љубовта. Многу е жално кога го имаш поривот да се занимаваш со уметност, а мораш да си го убиеш заради екзистенцијални причини. Да, некогаш јасно ми е дека тоа тешко оди, меѓутоа со многу љубов, многу борба, некако ќе се отворат патиштата и верувам дека ќе се наместат коцките, така да мојот совет е да не губат надеж, нека се борат, да. Да, одличен надеж, одличен совет и од мене и од Ана за сите млади артисти. Ана, ти благодарам многу денеска за гостување, се надевам дека им бевме интересни на нашите гледачи, баш покривме неколку интересни теми од серата и од младиот живот и од ноќниот живот и од музичката сцена во Македонија. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето, навистина супер. Не можам да издвојам најдобра колешка, најдобар колега, но дефинитивно топ 3. Благодарам, Ана. Исто, фала ти и тебе за поканата. Драги гледачи, се надевам дека ви се допадна денешниот разговор. Тоа што останува од мене да одјавам денешната емисија, останете со нас, читајте Слободен печат, информирајте се за најновите настани од Македонија, од светот на нашиот сајт Слободен печат, следете утринската емисија, купете си весник секој утро. Останете со нас, се гледаме наредна среда во исто време.